Во текот на изминативе седмици од ова прво тромесечие на годинава се случија многу работи кои што и немав прилика да ги кажувам од катедра како информации, но и тогаш кога имав прилика не ги кажував, едноставно затоа што имаше толку многу и затоа што се плашев да не биде здодевно. Пример, сигурно сте читале, сте забележале зголемена стапка на смртност, конкретно во Обединетото кралство, кај вакцинираната популација, така да речените ненадејни смрти, ненадејни смртни случаи, какви што имаше и во Грција и на други места во Европската Унија. Но информација од таков тип повеќе воопшто не сакав да споделувам. Значи, работи кои што и однапред сме ги кажувале пред 2 години и подоцна. Го споменавме мејата самота крахот, економскиот крах на неколку банки во западниот свет и врската што тие настани ја имаат со идните апокалиптични случувања. Се спомена и се случаја и настани кои што навестуваат или повторно ја подгреваат тензијата за ескалирање на војната и нејзино претворање во наводно глобален судир, светска војна, па дури со употреба на нуклеарно оружје. Сепак, сето тоа некако не е најбитното. И деновиве се случи нешто што посебно би сакал да го споменам, нешто што не би го одбинал како овие предходниве, кои што минатите седмици повеќето од нив не ги споменував. Имено деновиве прочитав информација според која во денешен Израел, каде што повторно е вратен на власт Бенјамин Нетањаху, значи пред 2 години тој ја напушти власта, се зборуваше треба да биде суден заради разни скандали, беззаконија, му се провекуваше и затвор и така натаму. Наместо тоа, не само што не отиде во затвор или на суд, туку го вратија на власт. Не е тешко да се предпостави зошто. Човекот кој што кумуваше на задолжителното вакцинирање на еден куп израелски граѓани. Човекот, значи, кој што ги продаваше отровите на Pfizer и другите компании. Владата негова која што имаше склучено таен договор со Pfizer за експеримент врз сопственото население. Такви луѓе гјаволскава елита ги брани, ги штити, по потреба повторно ги враќа на власт и така натаму, бидејќи се злосторници. Не се праведници. И сега овој Нетањаху повторно на власт, за да биде на власт, неговата влада зависи и од гласовите на 2 помали партии кои што влегле во коалиција со него и едната од нив се нарекува Обединета Тора јудаизам. Представена од двајца пратеници, едниот се вика Моше Гафни, значи Мојсей, а другиот Јаков Ашер.
И сега, овие двајца поднесуваат предлог закон до израелскиот парламент. Овие денови. И се уште е во процедура. Значи, се уште се чека израелскиот кнесет, односно израелското собрание, деновиве да расправа по овој предлог закон. Што предложуваат овие пратеници, значи коалициони партнери на владеачкиот Нетањаху? Предлог законот предвидува да се прогласува за незаконито или илегално секое сведочење и проповедање за Исус и проповедање на неговото евангелие, споделување содржини на интернет, во лични, приватни разговори, че замислите со некого приватно разговарате за Христа, и тој да ве пријави утре на удба. Овој човек ми проповедаше за Исуса. И доаѓа гестапото, апси и така натаму. Во случајов Мосад би бил. Во печатот или преку пошта. Се мислите. Што друго предвидува овој закон? Предложениот закон би ги забранувал сите напори на луѓето од било која религија, ако сакаат да разговараат или ако се убедуваат да убедат луѓе припадници на друга религија да размислат за своите верувања и евентуално да ги променат. Казната за тоа би било 1 година затвор, а ако се разговара со малолетник или со лице помладо од 18 години, казната би била 2 години затвор. И сега, иако законот има општа форма, кој што забранува менување на религијата на израелските граѓани, или проповедање со цел да се спромени религијата на израелските граѓани, законодавецот, што значи овие пратеници, во текстот на предлог законот посебно нагласиле дека во верската пропаганда треба да бидат запрени христијаните. Значи, конкретно се споменува дека треба да се забрани проповедање, агитација и ширење на христијанството во Израел. Објавување на книги, друга печатена литература, дури онлайн, значи електронски статии, подкасти или било какви медии, кои што го објаснуваат Исусовиот живот, неговата служба, неговото евангелие и неговата порака во Новиот Завет, исто така би биле санкционирани како незаконски активности. Замислете, светот во многу што денес, светот многу личи, светот од 21. век, многу личи на првиот век. Значи, во историјата на христијанството светот поминал низ разни фази, разни цивилизации, разни видови на општества, култури. И на крај се враќа, гледаме ова последно време, се враќа таму каде што бил на почетокот од Христовото евангелие, на почетокот на христијанството, на почетокот на Христовата црква. И ден денес
постои не само слепило во Израел, во поголемиот дел од Израел постои слепило. Кој е тоа слепило? Апостол Павле вели слепило. Ги стрефи слепило поголемиот дел од Израел. Тој вели дел само, но знаеме дека е поголемиот дел. Да не можат да видат, да не можат да го препознаат, да не можат да го прифатат Исуса Христа како Спасител, како ветениот Месија и како Божи син. И ден денес Исус за јудејците е што? Апостол Павле тоа многу убаво го срочил во првото послание до Коринтијаните, првата глава. Ке почнем да читам од 21 стих. Прво послание до Коринтијаните, првата глава од 21 стих. Зашто светот при мудроста Божја не го позна Бога со мудрост. И видите, и тоа е вистина и ден денес. Дали сета световна мудрост, сета световна наука денес, филозофија, дали го познава Бога? Дали световната мудрост, световното образование, световната наука проповедаат за Бога? Дали го признаваат Бога? Дали го познаваат Бога? И во првиот век, зашто светот при мудроста Божја не го позна Бога со мудрост, значи, луѓето не можат да го познаат Бога. Ние не можеме да го познаеме Бога преку нашата природна човечка интелигенција и мудрост. Тоа не е доволно. Можеме да го познаеме Бога само преку неговите откровенија. Затоа Бог благоволи со безумието на проповедта да ги спаси оние што веруваат. Зошто проповедта? Контекстот претходно е словото за крстот. Зошто словото за крстот, проповедта за Исуса Христа и тоа распратиот? Зошто за светот представува безумие? Зошто безумието? Зашто ве смета вас светот, ако верувате и проповедате за Исуса Христа? За безумни. Дали денес е тоа случај? 22 стих вели: зашто јудејците сакаат знаци, интересно, а грците шо бараат? Мудрост, филозофија. Филозофија, наука, сета световна мудрост, не можат да го прифатат Христа распратиот. И сега 23 стих. Ние пак, кој сме тоа ние сега, од 23 стих. Значи, која класа споменува прво? Јудејците, евреите. Јудејците бараат знаци. Тие се жедни за манифестација на надприродна сила. Тие се жедни да дојде Месија како силен војсководец, владетел, кој што ќе ги порази сите нивни непријатели, кој што ќе го воздигне и ќе го прослави Израел како сила што ќе господари со сите други народи. Јудејците бараат знаци. Христос направил еден куп чуда, ги направил најголемите, најприродни дела воопшто во историјата на светот. И сепак јудејците кои што сакаат знаци, не го прифатија.
Но и грците кои што бараат мудрост, значи цета световна паганска наука, образование, сиот секуларизам, не го признава Бога. Денес многу безобразно продолжува да го порекнува Бога, да проповеда некои случајно потекло, разни теории за настанокот на светот кои што немаат врска со Господ. Се само не да се признае Бог, Творецот. И да се признае дека Тој го создал светот за 6 буквални дена. Ние пак, кои сме ние? Апостол Павле, че ние не сме нито јудејците, старозаветните израелци. Не сме нито грциве, необрезаниве пагани. Колку год да се и учени, и образовани, и така натаму. Која е ова трета класа, која што апостол Павле нарекува ние, христијаните? Ние пак го проповедаме Христос распнатиот, кој е за јудејците што? Соблазна. А за незнабожците безумие. Значи, светот се труди да постигне бесмртност, се труди да со помош на науката, да се совлада смртта, да се победат сите неизлечиви болести. Еве сега последно во тренд трансхуманизмот, со помош на вештачката интелигенција, со спојување, еден вид амалгамација е тоа, на човечките тела со машините. Да се добие некоја симбиоза, нешто трето, некој надчовек кој што ќе биде и бесмртен со помош на амалгамацијата, генетскиот инженеринг и трансхуманизмот и ова соединување, спојување со машините и со вештачката интелигенција. Веруваат и очекуваат дека ќе се победат сите болести. За секој болен орган ќе имате веднаш замена. И луѓето веруваат во тоа. Множина веруваат во тоа. И сега доаѓа некој и вели не, никаква наука, никаква технологија не може да ги победи болестите и смртта. Само верата во Христа распнатиот. И сега како да реагира научниот ум на ваква проповед, на ваква информација, на ваква порака. Преку смртта на еден распнат столар, кого неговиот народ прв го отфрлил и го осудил на смрт, ние стекнуваме вечен живот. Ние стекнуваме бесмртност. Светот тоа ќе го нарече, па вие сте луди. Па ова е безумие. Па како е тоа можно? Па како може да верувате во такво нешто? Христијанската проповед, апостолската проповед за мнозина во светот била лудост. Во секоја религија луѓето се кланјаат и обожуваат битија кои што се синоним за моќ, за сила, за власт. А вие проповедате некој распнат столар на крст. И во тоа ја наоѓате сета сила, смисол за живот и дури вечност и бесмртност. И победа над сите болести и победа над смртта. Но колку и да е тоа лудо во очите на светот, тоа е единствената вистина. Само Христос е вратата. Само преку Христа и на дело била докажана победата не само над секоја неизлечива болест, како во тоа време, например, најчесто лепрата.
Христос на дело покажал дека само преку Него може да се победи смртта и ја победи смртта. Но светот продолжува. Не може тоа да го прифати. Тоа е лудост. Не може, ако научниот ум не може да го свати тоа, како, не може да ја разбере Божијата сила, бидејќи е мистерија за човечкиот ум, тие ќе го отфрлаат. Како што јудејците го отфрлаат Христа, затоа што за нив тој е соблазан, камен на сопнување. Зошто е Исус камен на сопнување за неговиот, за израелскиот народ? Зошто е Исус камен? Да го разбереме сега ова. Значи, дека светот не, особено световната мудрост, значи световното образование, академскиот ум, не го прифаќа се тоа што апостол Павле го нарекува елини или грци под таа именка. Световното образование не го прифаќа Господ затоа што човечката наука не може да го свати. Не може да, како можеш да сватиш нешто што е Божја мистерија? Не можеш да сватиш. Сега и во самата наука постојат несватливи мистерии. Мистерии, луѓето уште не знаат точно да кажат што е гравитацијата, например. Но, во тоа се состои гордоста на грешниот ум. Ако не можам јас да сватам, тогаш не го прифаќам. Не го прифаќам. И мнозина по нивен памет, ако науката тоа не го прифаќа, или е спротивно на неја, тогаш исто така и ние не го прифаќаме. Но зошто евреите не го прифати? Зошто Христос за нив е соблазна, скамен на сопнување? Христос за евреите, го разбираме ли овој збор соблазна? Христос за евреите е скандал. Христос за евреите е нешто што ги расслабува, ги разочарува, ги мнозина и ги нервира, сето тоа што го подразбира зборот соблаздан. Тоа е нешто што те слабе, што те онерасположува, те нервира, те обесхрабрува, те ражалостува. И нешто што е заради тоа неприфатливо. Неприфатливо. Не сакаме таков Месија. Не сакаме ваков Месија. Зошто? Зошто не сакаат ваков Месија? Зошто евреите не прифатиле ваков Месија? Човекот кој што ги дигаше мртвите и ги исцелуваше сите болести, за нив не беше прифатлив. За нив беше соблазан. Соблазан. Затоа што не ја задоволуваше нивната гордост. Научниот ум од гордост го отфрла Христа. Ако нешто не можам да сватам, ако е нешто несватливо, тоа не треба ни да се прифаќа. Тоа е безумие. Иако се случило, на дело се случило. Сите Христови и Божии чуда воопшто. Од иста причина, јудејците го отфрлаат дури и оној кој што не покажал само знаци, туку големи чуда, исцеление на сите болести и воскресение на мртви, затоа што не ја задоволил нивната национална гордост. Тие очекувале еврејски Месија, еврејски спасител.
и не сакале, за нив е соблазна само помислата дека Исус е спасител на целиот свет, на сите народи, на сето човештво. А тие што сакаат? Не, ние сакаме само еврејски спасител, само еврејски Месија, само ослободител на Израел, ослободител на евреите, не на целиот свет. Таков пак нам не ни е потребен. Политички месии, не само израелски, никакви политички месии нам не ни се потребни. Потребен ми е само оној кој што го решил проблемот на смртта. А ако тој проблем го решил, ги решил сите помали проблеми. И сите маки, болести, страдања. Сето тоа низ кој што по Божија волја и провидение треба да минуваме и во овој живот. Но што е потребно за нашето спасение и за нашето избавување. Значи, ние го проповедаме Христос распратиот, кој за јудејците е соблазна, а за незнабожците безумие, за повиканите пак, кои се, значи ова трета класа, повторно христијаните, за повиканите пак, како јудејци, така и елини, сега, значи, од било која националност, ако се повикани, Христос е Божја сила и Божја мудрост. Значи, надприродната мудрост. Христос е суперлативот. Додека евреите и грците се расправале кој од нив два народа е попаметен, пославен, побитен и така натаму, решението, како и за сите други народи, е Христос, кој што повиканите, избраните од сите народи, ги соединува во едно, во неговата црква, во неговото тело. И 25 стих, зашто Божијето безумие е помудро од луѓето и Божијата слабост е посилна од луѓето. Или како што вели еден друг превод, оно што кај Бога е слабо, е посилно од најголемата човечка сила или најголемата световна сила. И оно што во Божието Слово изгледа лудо и безумие за световната мудрост, за светската наука, тоа е помудро од светот. И светот денес се мачи како да ги победи сите болести и како да ја победи смртта, поточно да ја излаже смртта, со помош на световната наука. А Христос тој проблем го решил пред 2000 години. Но светот не се променил. Ден денес светот го отфрла Христа. И ден денес евреите не го прифаќаат Христа, току се уште го гонат. До кога? До крајот. До крајот. Се до крајот на милоста, се до крајот на времето. Кога сите евреи и незнабожци се едно, ќе треба да се определат во ова последно време, за или против Христа, уште еднаш, како во првиот век, пред 2000 години. За или против Христа, но овој пат и за или против антихристот. Во својот конечен отпад, луѓето ќе се определат само за еден од овие два избора. Христос или Варава. Тоа е единствениот избор.
ВМРО или СДШ не се избор. И за кого год да гласаш од нив, гласаш за Американската амбасада на Калето. Нивната господарка и шефица и на двете стада. И така во еден куп разни земји и држави. Вистинскиот избор е Христос или Варава. Христос или антихристот. И тој избор не е политички. Тој избор го правиме секој ден во нашиот живот. Нека Господ ни помогне. Оваа вистина која што и денес е актуелна, исто како во првиот век, само тогаш беше Христос или Варава, а во 21-виот Христос или антихристот. Може би тоа се уште не е актуелно, но по многу показатели и параметри изгледа како многу блиска иднина. Дали ќе биде тоа така и дали ние ќе го доживееме, не знаеме, но наше е да бидеме верни на Господа секој ден од нашиот живот. Нека му е фала и слава. Амин.